Моите ногти се секогаш чисти и уредни и не се изгризани. Ама и зошто да ги гризам? Никогаш не сум го правила тоа и никогаш нема да го правам. Прво, грдо е. Замислете, некој сиди до тебе, ти му зборуваш или пак си го јадеш сендвичот, а тој гризе ногти. Грдо. Второ, заразно е. Што се не допираме со рацете? А целата нечистотија се собира баш под ноктите. И ти да го јадеш тоа? Леле, одвратно. Трето, рацете ти изгледаат неубаво и неуредно. Сега морам да ве прашам. Зошто многу деца ги гризат ноктите? Зарем не го знаат ова? Сега ќе ви раскажам што ми се случи минатиот викенд. Беше убав сончев ден. Бисер и јас седевме на клупата пред зградата. Не знаевме што да правиме и ни беше малку досадно. Сакаш да ги земеме ролерките и да свртиме еден круг низ паркот? Кој ќе се качува да горе? А и никако не ми се вози. А да го земам тенисот и да изиграме една партија? Не знам, ни тенис не би играла. Што да правиме? Еј, што ви е? Видете каков е денов, а вие сте се намуртиле. Не, ништо не е. Само никако ни е досадно и не знаеме што да правиме. Јас ќе одам кај тетка ми. Има прекрасен двор, а братучитка ми има многу интересни игри. Би било супер да дојдете и вие. Тетка ми ни дозволува да си играме со незините стари шминки. Се сетив! Може да направиме модна ревија или маскенбал. Сакате? Леле, тоа е супер! Да, сакаме! Па што чекате? Прашајте ги родителите да одиме. Конечно стигнавте. Марија едва ве дочека да си играте. Тито, ние сакаме да направиме модна ревија. Ќе ни ги дадеш твоите стари шминки? Се разбира, знаеш дека секогаш ви ги давам. Оди, Мило, донеси ги шминките. А вие освежите се со по една лимонада додека да ви направам нешто благичко. Ајде вака, Бисер и јас ќе бидеме шминкерки и ќе ги дотеруваме Марија и Кети, а ти Елена ќе им правиш фризури. Може, договорено. Кети, што ти е тоа на прстите? Ништо не, само селотейп. Јас си ги залепив ноктите со селотейп. Таа многу ги гриза, ама овој пат претерал. Ги раскрвавила и прстите. А зошто го правиш тоа? Знаеш ли колку е опасно? Да, знам, ама никако не можам да престанам. Ги мачкав прстите со горчлива маст. Еднаш дури и со лута пиперка, ама никако не успевам. Што е, девојчиња? Нели ќе игравте манекенки? Тито, Марија и ги залепила ноктите на Кети со селотейп, за да не ги грицка. Сигурно слушнала кога сум советувала некоја мајка како да го одвикне детето од таа лоша навика. Само не треба со селотейп, туку со фластери. Ако ставам фластери, ќе помогне? Да, тоа е само еден од начините сама да си помогнеш. А ти пречи, нели? Па да, постојано ги крием рацете, никој да не ми ги види. Ајде, дојдете сите ваму да ви кажам нешто. Грицкањето ногти е лоша навика. Лошо изгледа. Извор е на многу зарази и инфекции и ги уништува предните заби. Во медицината го викаме онихофагија. Како? Тоа е стручен израз и ќе ве збуни. Подобро да научите како и зошто да не го правите тоа. Па како може Кети да се одвикне? Ги гризеш кога си нервозна и вознемирена? Па да, на писмена, кога испрашуваат, кога чекам нешто. И така.
За почеток пробај вака. Секогаш кога ќе ја доближиш раката до устата, белезицава ќе направи звук што ќе те опомени да престанеш. Постои и горчлива маст во аптеките, ама најдобро е самата да се контролираш. Уште малку ќе бидете големи девојки и не е убаво да имате изгризани ногти, нели? Тетка Ина Елена е докторка. И тоа педијатар. Значи, треба да ја веруваме. Ни кажа уште неколку поучни совети. Например, да джвакаш мастика за да ти биде зафатена устата. Или пак да си зададеш задача. Неколку дена да не гризеш барем еден ногт. Например, палецот или показалецот. Така ќе видиш како ти заздравува прстот и ти расте ноктот. Па можеби ќе се откажеш. На секого му се случило да грицне некој ногт. Тоа не е страшно. Лошо е кога го правите постојано и без контрола. Слушнавте дека постојат неколку начини да си помогнете? Ги има уште повеќе. Но запомнете, најважна е решителноста и желбата да се престане. Само така ќе се спасите од оваа лоша навика. А верувајте ми, многу е грдо.